Министерството за земјоделство ја објави производната цена на пченицата 9,14 денари за килограм. Мелничарите треба да ја одредат откупната цена, но тие ќе понудат пазарна цена за која, како што велат, може нема да бидат задоволни примарните производители. Пазарните цени во обкружувањето ја диктираат цената од која ние можеме да појдеме како преработувачи, велат мелничарите. Ова цена што ние сега ќе ја понудиме е пазарна, не е производствена. Мислам дека нема да одговара на примарните производители, бидејќи трошковите се големи, а цената нема да одговара, а ние не можеме да направиме ништо повеќе, бидејќи пазарните цени во обкружувањето ја диктират и цената од која ние можеме да појдеме овде како преработувачи. Производната цена може да биде 13 и 15 денари. Ние во моментот се соочуваме со феномен. Српско брашно влегува со 13 денари и ние во тој случај ќе бидеме неликвидни. Ние немаме додадена вредност од цената од која ја купуваме до продажбата на брашното и не можеме да ги покриеме ниту основните трошоци. Не може мелничарската индустрија да ја покрие производната цена, зошто тогаш нема препорачена цена и за брашното како порано, прашуваат мелничарите. Ако производствена цена е 15 денара, ние треба да дадеме 15 денара. И колку ќе биде тогаш брашното? Зашто нема препорачена цена за брашното? Ако е пченицата 15, со задоволство ќе ја платиме, тогаш нека има препорачена цена за брашното, нека биде 30, така беше по ЮС стандардите, за да можеме ние да платиме и даноци, и плати, и струи, и врети, и амбалажи, и дистрибуција, да се покриеме за да може да опстане мелничката индустрија. Пазарот е преплавен со српско брашно, но мора да се откупи македонската пченица, но колку ќе бидат задоволни производителите, зашто и тие мора да се покријат. Не мораме да добиеме конкурентна суровина за да може да работиме и направиме конкурентен производ. Мора да додадеме додадена вредност на производот, доколку немаме, ние не може да работиме. Македонија ќе биде слободен пазар за српското брашно, без анализи и контроли. Во тој случај ќе одиме со многу ниска цена за да може да конкурираме или ќе мораме да ги затвориме преработувачките капацитети. Од 170 млинови останаа само 30 мелници, предупредуваат од мелничко-пекарската индустрија.